А што се тоа дизајнерски дроги? Новите психоактивни супстанции стануваат се подостапни, а се потешко препознатливи и за жал се поблиску до младите луѓе. Во време кога информациите се шират со брзина на еден клик, пред нас стои сериозно прашање. Дали како општество сме доволно подготвени да ги препознаеме ризиците, да реагираме навреме и да им понудиме поддршка на оние на кои им е најпотребна? Во продолжение, разговараме за предизвиците со кои се соочува Македонија, а поврзани со темата дрогата и младите, за важноста од едукација, превенција и рушење на стигмата, но и за тоа, како преку европски проект се создаваат нови алатки и решенија за справување со овој растечки проблем. Во продолжение, во студиото ги пречекувам моите гости од ХОПС, Христина Тодоровска, советник за намалување на штети, и Богдан Колев, експерт за намалување на штети, како и Ивана Илиев, социјална работничка. Ви благодарам на сите тројца што сте овде во Слободен печат. Христина, ќе започнам со вас. Што се тоа психоактивни супстанции, зошто се нарекуваат нови дроги? Браво. Новите психоактивни супстанции, односно новите дроги, се супстанции кои што имаат сличен ефект на веќе познатите дроги. Да само се со малце поизменет по различен состав, може би да е целосно изменет хемискиот состав. Сега ако гледаме низ историјата, тие не се толку нови, односно тие датираат од 80-тите години кога пробувале да прават алтернативи на конкретно опијати, но резултатите биле фатални со премногу предозирање, како и хемиски предизвикан Паркинсон, така да тука тоа све завршува. Но секако потенцијалот во таа индустрија се гледал и тоа продолжува со истражување и веќе во раните 2000-те почнуваат пиперазините да се истражуваат како потенцијални лекови, но во меѓувреме почнуваат и да се продаваат во head shops како party pills или како легални екстази, така наречени, и тука веќе може легално да се купи. Потоа големиот бум со новите психоактивни супстанции се случува од 2012-10 негде, затоа се нарекуваат и нови, затоа што тогаш почнуваат драстично да се распределуваат на може да се нарача онлайн, може да се нарача некои легално што не се уфатени од законот, пошто се различни хемиски структури од традиционалните дроги и слично. Но тие цело време се изменува составот и не знаеме точно што има во нив и тоа е малце еден од ризиците. А зошто се нарекуваат нови дроги и која е паралелата со традиционалната дрога? Нови дроги се нарекуваат, како што кажав, поради тоа што имаат голем замав, да кажам, од 2010 година и секако замени на постојните дроги. Колку што можев да прочитам од платформата тие и на некој начин сакаат да го избегнат законот. Да. Така? Почнуваат со избегнување на законот, пример ако земеме синтетички канабиноиди. И канабиноидот, односно марихуаната, хемиската формула THC, нели? Се прават синтетички канабиноиди, например THQ или TH9C. Многу различни варианти има нова и тие веќе се може да се направат да бидат и легални ради самата хемиска формула. Колку Македонија се соочува со сериозен проблем со новите дроги? Тоа баш не можеме да го знаеме, затоа што немаме некој систем кој што би го проверувал тоа. Не знаеме ние дали се дистрибуираат нови психоактивни супстанции тука во Македонија, дали се произведуваат, дали може би се увезуваат натре, дали воопшто може да се купат тука и дали се присутни тука. Немаме официјални информации поради тоа што немаме сервиси за drug checking кои што може би кажале дека некој од супстанциите е присутна во државата и слично. Но знаеме дека постојат луѓе кои што консумирале врз база на одредени ваши лични истражувања на ХОПС. Да, има луѓе во Македонија кои што ги употребувале тие супстанции, но пак не знаеме дали се произведуваат тука, дали се достапни на пазарот тука. Така. Пошто може би некои од нив ги употребиле надвор од Македонија во други држави, може би во европски држави каде што се позастапени и каде што нели има информација дека дека е таа супстанца што се продава и слично. Да, вие направивте истражување на оваа тема. Да. Што покажа тоа истражување? Истражувањето повеќе беше фокусирано за градење на
сервисите за поддршка на млади кои што употребуваат нови психоактивни супстанции. Во тоа истражување беа фатени околу 70 испитаници, што не означува целата популација. Него тоа истражување имаше цел да се види потребата на младите кои што употребуваат нови психоактивни супстанции, со кои предизвици се соочуваат и какви услуги им се потребни, за да може да се дизајнира програмата и услугите кои што се даваат по нивните потреби. Така да информации колку употребуваат, каде, како, такви немаме. За жал немаме. Да. Богдан, неодамна излезе, да? Не сакам само да дополнам кај Тина за нови психотропни супстанции, да, како што спомна ти во прашањето, голем дел од тие се измислени баш заради трговијата низ граница. Значи постојат супстанции каде што на пример има и други еден документарец, се не ми текна како се викаше, каде што тип од Лондон буквално нарачува од Кина една смеса и нарачува уште една смеса друга. И сега двете стигаат од Лондон, значи со шлепери, со како год. И работата е што ако ги смешаш со трета супстанца може да биде средство за чистење, а ако со друга супстанца го смешаш па стане психоактивна супстанца. И тоа е уствари новите психоактивни супстанции многу често не значи дека се лоши по дефолт. Тие може да имаат исто дејство, може да подобри негативни ефекти, меѓутоа проблемот е што тие не се истражувани, се нови и ни една лабораторија не ги испитува и не може да ги знаеме, поготоа и на краток рок и да речеме нели вечерта утре дента ќе знаеш последиците. Само тоа што се непознати се опасни. И не откриени, значи не испитувани. И со самото тоа не може да ги знаеме да следи на долг рок последиците. Што најчесто со нови психоактивни супстанции се по менталното здравје, што не мора да значи, меѓутоа ефектите најмногу се појавуваат после неколку години користење. Неодамна се појави платформа, причината, поводот за нашата средба овде, платформа која што е всушност европска платформа, но ја има за среќа и на македонски во Македонија. Може ли да ни објасните за каков тип на платформа станува збор и кој може да ја посети, дали се плаќа, за кого е намената? Платформата е бесплатна, значи секој може да ја посети. Значи ние како организација, а генерално нели светот веќе се префрла онлайн и ние дојавме до податокот дека доколку сакаме да допреме до младите и до поголема група на луѓе, мораме нешто да преземеме у дигиталниот свет. Значи направиме некоја онлайн алатка што може лесно да биде користлива и од професионалците, бидејќи таму постојат како еден вид курсеви каде што може да се дообучува, да се специализираат одредени кадри како во училишта, така во социјални работници, здравствени работници, полиција, било кој. Од една страна, а од друга страна исто така може да срепат информации младите луѓе кои што сакаат повеќе да дознаат за одредена супстанца. Овде ќе се надоврзам, претпоставувам и родителите. Секој еден може да влезе и да се едуцира на тема психоактивни супстанции. Како? Да? Ајде нека слободно. Сакам да прашам надвор веќе од оваа дискусија, како ХОПС им помага на луѓето кои што консумираат дрога? На кој начин вие помагате? ХОПС е 97 официјално лиценцирана конелојна организација, значи веќе колку 95-та, усвари, значи 26 години веќе функционираме конелојна организација. Значи самата организација, значи целата иницијатива потекнува од луѓе кои што веќе користеле дроги. Значи доаѓале двајца истражувачи кои што дошле до податок дека во Македонија веќе постои хероинска епидемија, тоа се случува во 90-ти години, веќе постои хероинска епидемија, меѓутоа доколку не се преземат конкретни активности, оваа хероинска епидемија ќе резултира и со ХИВ епидемија и хепатитис епидемија. И поради тоа самите корисници решаваат да преземат одредени активности. Првите активности се делење на стерилен прибор, значи стерилна опрема за инјектирање, иако вака делува многу грубо, која на прв пат кога ќе го слушате, меѓутоа целта на оваа програма е вие на лицето му дадете стерилен прибор, со што го врзувате, онда го врати тој стерилен прибор за да земе следниот пат уште еден друг, нов да му дадете. Поентата е за да не се расфрла опрема нели низ градов и да не се случи на пример со еден шприц да инјектираат 5 души доколку едниот има било каква сексуално пренослива инфекција, крвна пренослива инфекција, ќе се заразат сите. И тоа е првата причина здравствена, другата причина е значи лицето кој што даде шприц, он го поврзува со другите сервиси на ХОПС, како што е социјален работник. По социјален работник ќе ги види кои се клучни ризици, ќе преземе чекори, ќе го упати на психолог, имаме психијатар, автоматски на некој начин го привлекува со тој игла и шприц го привлекуваме во користење на други услуги, да. Да. Во кратки црти тоа е тоа, значи све анонимно
и да дополнам дека ние на пример нас не треба лична карта или било што, доволно е само да дојдете, на првиот контакт ние изработуваме матичен лист чисто за да се прати прогресот во иднина, каде што вие сами си измислувате буквално шифра. Сега целта на шифрата е нас не три букви, 2 бројки, 3 букви, 2 бројки. И сега гледаме нешто да ти биде нешто да ја памтиш. Целта е само да ја памтиш, за кој да следен пат да ја кажеш пак истата шифра за да продолжиме таму каде што сме застанале. Да, Со решавање на сепак проблеми. целосно кратки анонимно црти, и охрабрување на некој начин за сите кои што сакаат. Бирократските моменти, нема упат матичен доктор, па иди на таа, значи тука доаѓа и све што можеме ние му даваме, го даваме без ништо да побараме личен документ од него. Богдан спомена социјални работници, ништо не правиме во приказната без нив. Среќа имаме и во студиото социјален работник кој што ќе ни каже: Ивана, вие долго време се занимавате со оваа проблематика, па еве, како да препознаеме дека некој млад човек има потреба од помош, е корисник? Како ние како луѓе да препознаеме и да му помогнеме? Пред се ви благодарам на поканата. Многу не значи што вие како медиум сте отворени за да ги зборуваме овие теми кои што се за жал се уште на маргините. Генерални знаци на препознавање на човек кој што користи други нема. Значи, ние кога прв пат ќе видиме некој човек ќе дадеме заклучок дека он е корисник, имаме некоја претпоставка дека он веќе долго време користел дроги и можеме да го препознаеме според физичкиот изглед. Меѓутоа, кога станува збор за млади лица, особено затоа што се менува трендот на употреба на дроги, повеќе опијатните дроги не се толку распространети како порано. Сега повеќе млади деца користат нови психоактивни супстанци, како што кажаа колегите. Меѓутоа, едно од знаците најчесто може да биде повлекување сам во себе. Некое неприфатливо однесување или несоодветно однесување како што во минатото нели го применувал. Менување на друштва, не вклучување во активности кои што веќе ги правел. И така натака, меѓутоа овие работи се само некои од знаците. Значи не мора секогаш да значи дека е злоупотреба или употреба на супстанци, меѓутоа овие знаци се секогаш аларм на родителите дека тоа дете му е било како потребна поддршка. Така. И сега како треба да изгледа еден прв разговор доколку процениме дека се работи за корисник? Како треба да изгледа млад корисник зборуваме? Како треба да изгледа? Како треба да му се пристапи, да не го исплашиме, да не му се исмејуваме на тој човек како е, да речеме, во работни услови, во училиште или Значи зборуваме генерално за млад човек, не родители со млад. Па вака, јас имам еден свој став кој што не отстапувам од истиот, дека употребите на други и зависноста не е причина, него е последица од нештото. И кога ние имаме некаков таков проблем со зависност, секогаш имаме страф од одбивање, секогаш имаме страф од дискриминација. И доколку ние имаме чисти искрени намери, мој совет е секогаш да се пристапи искрено и отворено. Се до моментот дека одлучиме дека тој човек сака да му се пружи некаква помош. Дури и директно да го прашаме? Па дури и директно да се праша. Јас ми се чини дека доколку некој човек ви е близок, колега на работа, пријател и така натака, јас не гледам проблем зашто тоа директно би се поставило тоа прашање. Меѓутоа, многу е битно да не се тргнува од момент на шпекулации, доколку навистина не интересира неговата психолошка состојба, треба да се информираме. Дури сега имаме нели социјални медиуми, јалатки и така натака, каде што ќе можеме нели да се информираме како да му пристапиме на тоа лице. Да. Извини, би само се надополнам дека на пример ние многу често правиме, тоест треба да постои разлика, едно е зависност, друго е користење на дроги. Сега кога веќе доаѓа зависност, тоа што каже Ивана, не е веќе касно, меѓутоа веќе тука сме пропуштиле многу во решањето на проблемот. Нашава цел како организација и системот државен што треба да развие некоја национална платформа со не знам ред мерки и активности, треба буквално да се знаат чекорите ти како да пред да дојде до зависност. Кога дојде до зависност, веќе влагаме лекување. Нас не треба, значи ова платформата е многу добра заради добивање на релевантна информација, ако му пристане кој се осуда. Значи тоа старт правиме грешка.
Не, Или исмевање. Многу да, често тие луѓе се Така е. стигматизирани, се отфрлени од друштво. Отфрлени се, значи најчесто користење супстанции кај младите е поврзано со дружење, прифаќање од друштво, социализација, не знам, има случаеви што земале луѓе хероин, се стари ради постаро друштво, девојки. Да. Значи има мал милион причини и не е само сам заради себе си земал, многу има ради припадност, да најдеш некоја припадност, ако ја си млад, нели како да кажам, најважно ти е тоа кога бидеш прифатен од друштвото. Не, и докажано е човекот како суштество сака да биде во друштво. Да. И многу млади, например, кога се подесува на супстанцата, се покомуникативни, подопадливи се во друштвото. И зачунувам следниот пат пак тоа ќе го зема и тоа го зема све до момент дури не стане зависен. Меѓутоа исто како за секој било кој предмет во држава, например чекан. Ние со чекан можеме да закуваме шајка, ама не можеме да куцаме на тестатура. Така ќе искршиме. Така и со дрогиве. На крај крајва јас некој млад човек може да го разберам да користи помагал некој стимуланс околу филмска недела или на фестивал, на журка, дека се забавува, меѓутоа треба да биде свесен дека тоа трае тие 5 дена, 2 дена, 3 дена кога фестивал и се враќаш тоа back to reality, се враќа на нормалниот живот. И па тие информации мислам дека треба да се клучи на младите, што зависноста е веќе си во проблема. Работата е да реагираме ние како граѓанска организација по институции уште пред да се создаде проблем. Христина, што велат статистиките? Дали возраста на лицата кои што експериментираат со овие нови други за кои што зборуваме се намалува низ годините? Конкретно со новите психоактивни супстанции, како оди трендот со нивната употреба, пак ќе кажам, немаме доволно информации за тоа кај нас конкретно. Но ако гледаме експериментирање во адолесценцијата, што е генерално за сите психоактивни супстанции, не само специфично за новите, би кажала негде во просек, горе-доле од прилика, еден адолесцент прв пат се сретнува со психоактивна супстанца е околу 14-15 година. Што е секако доста рано, тоа е во склоп на нашиот културен контекст, да кажам, на Балканот. Зборам среќавање не мора начално да биде употребена таа дрога, да биде во такво друштво. Дали во друштвото, дали некој во било каков контакт. Така. Што е исто клучен податок, да кажам, затоа што самата превенција и работата на темата треба да започнува уште во основно училиште. Дали тоа ќе биде со помалите деца и ќе се работи на самодоверба, животни вештини и слично, за после понатаму да може да се работи повеќе превенција во основно пред да отидат адолесцентите во средно. Да, веќе да им биде позната темата. Зашто веќе после да они се среќаваат веќе со супстанциите и веќе почнува за работата на намалување на штетите. Нема веќе превенција од која ќе се земе нешто такво, веќе намалување на штетите. Така да во периодот од основно се работи превенција, после тоа се работи активно намалување на штети, се знае што има, како се користи, зашто и слично, како да се заштитат, како да го заштитиш другарот, како да го заштитите вашето дете, доколку Кога сме веќе кај намалување на штети, Богдан, ваша специјалност е тоа. Ајде, може ли попластично да ни објасните што е тоа? Да, што е всушност намалување на штети? Буквално е превод на harm reduction зборот, буквално намалување на штети. Сега јас би пробал некако за да биде посватливо да го доправам со нормалниве природни појави. Примерно намалување на штети представува еден куп се тоа стратегии, политики, мерки, активности кои се превземаат се со цел да се намала штетите од употребата на дрогата. Значи, на крај крајва и да не ја тргнеме, значи да продолжи тоа лице користи дрога, поента на намалување штети е тоа лице да не се соочи со други загуби, како што е семејство, како што е економско пропаѓање, губење на работа, бездомништво и така натака се ги набројувам. Значи, намалување на штети е според мене и начин на размислување. Значи, намалување на штети се од секондевијата би го поврзал со обраќајните знаци и безбедносниот појас. Значи, тоа е буквално алатка за намалување на штети. Океј, вози кола, меѓутоа доколку се деси судар или некоја сообраќајка, има и појас за да го спаси животот. Децата кога ги пуштаме во базен или во море или им ставаме мускули или гуми, тоа е исто еден harm reduction пристап каде што вие му дозволуваме нашиот дете да плива, меѓутоа му даваме гума за да не се удави, нели? Едноставно се работите, значи и тоа е така некако најпластично, наједноставно објаснување на harm reduction поемот. Како кај корисниците се намалуваат штетите? Кои се практичните примери? Практичните примери се, например,
самата дрога е скап спорт. Прво таму треба почнеме, дека некој да сака да се дрогира, поготово дека кога ќе биде зависен и кога да речеме на дневно ниво треба да зема одредена доза, тоа е многу скапо. И со самото тоа, значи ќе дојде до одреден момент, значи кој да си, во одреден момент ќе дојде до финансиско истрашување. И кога дојде тоа финансиско истрашување, бидејќи наши институции не се тие први што ќе ти помогнат, автоматски ти за да дојдеш до финансиски средства, купиш нешто, да речеме, посегнеш по некои криминални активности. Сега нашата цел е тука да не до тие криминални активности. Речем да намалам таа штета од негови дења во затвор. И јас поради тоа, по неговиот разговор, ќе го видам да речеме како социјален работник проблемот, јас преземам одредени мерки што сметам дека се најклучни и одиме по приоритет. И сега првото, личен документ, нема лична карта, не можеш ништо осуди. Прво лична карта оди. Че после личната карта здравствено осигурување. После здравственото осигурување го ставаш на метадонска терапија за тоа лице да не прави криминал, него да има опијатска доза. И тоа се некои такви текови на намалување на штети. Во понатак имаш и друг тип намалување, потоа е да го вработиш и тоа е намалување на штети, да не биде невработено лице. Му направиш с помош CV, да му најдеш некој оглас за вработување, да го прави нели интервјуто сам ке си, не може нели ние за него да го правиме интервјуто, меѓутоа намалување на штети е широк поим што може цел време да се работи што до крајот на животот на лицето. Да, и кај намалување на штети го имаме делот кај луѓето кои што се инјектираат. Многу е важно тука да се стави акцент на тоа да користат стерилизирани. Да, стерилен со цел да не се шират нели сексуално преносливи инфекции. И не само тоа, на пример, намалување на штети има и веќе сега кога лагаме детали и начинот како треба да инјектира, кој прави за биде иглата. Значи има тука многу ефекти, сега не е исто некој сега има луѓе што знаат да инјектираат и што не знаат да инјектираат. Некој може да инјектира 10 години и да има некои почетни последици, некој може за месец дена што не знае да се инјектира да ги направи партали вените и да биде што се вика да му сечат ногата. Има и такви случаи. И овде еден лаик ќе рече како е ова начин за превенција, како е ова начин да се спречи луѓето да се зголемува бројот на луѓе кои што се дрогираат, кога на некој начин им дозволуваме да го продолжат. Да, видете, значи ова е многу истражувано во минатото. Се веќе нема толку истражување зашто е веќе јасна е приказнава што е со овие програми. Значи во Америка, во Канада уште на времето пред 2000 што ги испитувале. Они дошле до информација дека сега ќе ги лупнам бројки се изменителни цени све на лекови, ама да речеме дека едно лице хепатитис С третманот што сите држави бесплатно што треба покрие државата, ова се измислени бројки да кажам, да речеме 18.000 евра. А ти со 18.000 евра скоро ќе ги покриеш програмите на сите да шигли шприци да делиш во Скопје. За да ги заштитиш. Така да финансискиот ефект има благодат и од финансиски аспект према државите. Ем го заштитуваш јавното, зашто зависноста е проблем на јавно здравје, да видиме реално. Значи јавното здравје, Институтот за јавно здравје треба превзема мерки, активности некои со цел да ги сузбива нели проблемите кои се појавуваат за јавното здравје во случај зависноста. Ивана, како да не западнеме во неволја? Како една млада личност да не западне во неволја? Кои се причините за тие да подлегнат и да влезат во такво друштво? Дали е радозналоста, дали припадноста во друштво? Што вели вашето искуство најчесто соочувајќи се со млади луѓе? Како да се заштитат? Еве еден совет до младите кои што не гледаат да не западнат во неволја. Па еве јас Богдан некако го начина одговорот и на ова прашање претходно. Секој млад човек и генерално секој човек си има желба некаде да припаѓа. Значи не можеме секогаш младиот човек кој што бил во допир или почнал да користи психоактивни супстанции или било кој вид на други, дека треба да го препишеме само на љубопитност. Баш е тоа, значи припадност во едно одредено друштво, анксиозност, семејни проблеми, исто така и многу е битно во какво семејство расте тоа дете. И сега како едноставно можеме да дадам совет, тоа е многу општа и многу голема тема. Повторно би се навратила на платформата, затоа што сега сите млади се малтене цело време онлайн и им располагаат со секакви информации. Некои од нив може да се точни, некои од нив може и да не се, најчесто не се, за жал. И сега затоа кога ќе имаат проблем или некое прашање поврзано со ваков тип на еве дали да употреби некои други, дали веќе влегол во тој цел филм, што би се рекло, да се има проверени информации.
Значи, пак ќе кажам, платформата е направена да е лесна, едноставна, на 4 јазици, бесплатна, може да си влезе било кој сака на таа платформа, буквално може само да се седуцира или пак да ја помине целата обука и да си се сертифицира. Но, да се вратам на одговорот на прашањето е секогаш да бираат правилни одговори, да се советуваат со стручни лица. Значи, не е срамота да прашаме нешто што не знаеме. Срамота е напротив, да не го прашаме тоа, затоа што тука ни доаѓа до момент на свесноста. Колку ние сме свесни самите за себе, а кога ќе бидеме свесни за самите себе и за проблемите, тогаш сме отворени за совети од стручни лица. А како еден родител? Тоа ми е следното прашање. Тој еден родител како да го препознае своето дете? Во трка со времето сме, знаеме колку нашите родители се разликуваат од денешните родители и тоа немање време дури понекогаш и да си го видат детето, да бидеме реални. Не ги судам, но такво е времето. Сега како да препознае дека детето му е западнато во некаков ризик, дека се случува нешто? Кои се тие знаци, кои се тие први симптоми, како да препознае дека тука нешто треба да се реагира и како да не погреши родителот, што е најважно. Може ли да погреши во ваква ситуација? Апсолутно може да погреши. Сите ние сме луѓе и додека работев во ХОПС, кога имавме советување со родители, најчесто беше одговорот: абе како сите знаеа дека дете му се дрогира, јас последен дознав. Не би рекла дека последни дознаваат, него едноставно е тешко на било кој родител да признае дека детето има проблем со зависност. Многу често тие промени во однесување, тоа намалување на успехот во образование, често менување на врсници, затварање во соба, како што напоменав и преска, некој ризично однесување, зголемено насилство или пак може сосема спротивно да биде. Доколку детето било поживо, поактивно, па сега да е затворено, не сака да излегува и така натака. Тоа може да се едни од показателите дека нешто се случува со детето, а дека секој родител може да сгреши, апсолутно сите ние грешиме и може да се случи, меѓутоа работата е да не остане на тоа и да не го бараме виновникот секогаш во друштвото. Тој да не се дружеше со тие, така моето дете беше добро, ама тој го расипа. Ми се чини дека тоа е само одговор на некое прашање кое што долго време не му било одговорено. И од претходниот одговор овде би рекла исто така таа искреност и поврзаност родителот Абсолютно. и детето, нели како велат подобро кажи ми дека пушиш, Така. а не ги кри цигарите и да го запалиш станот. Дали Извини, сега се напомнам конкретно баш во моментов, баш со психијатар имав разговарано и баш исто прашање, викам како на дете, викам како е неправилно ти да му придеш, викам му решање на проблемот и што пред да дое. Он вика јас на пример би му рекол конкретно е марихуана да кажам пример, кога на пример да падне тоа мојот, дека му речам јас сум пробал, мене не ми се свига, пробај ти, баш ме интересира ми кажеш какво е чувството. Вика, ја некој таков пристав сметам дека окей, да он дојде ќе ти каже, добро е, лошо е. Вика, му кажеш, него го студуваш, него му викаш, да, јас како млад имав можност пробав, мене нешто не ми правеше мера, кај пробај, баш ме интересира ми кажеш како тебе ти делува. психолошки, Да, што би да. каков совет би ви дал психолог? Ивана, уште едно прашање. Дали во Македонија се уште владее стигма кога станува збор за барање на помош? Што вели вашето искуство? Дали малку повеќе се охрабрија луѓето, младите, родителите, или се уште постои таа стигма и страв да се побара помош од стручно лице? Во Македонија постои стигма за се и се што. Значи во Македонија буквално сега вака малце погрубо ова би го кажала, меѓутоа јас сметам дека е тоа така, не е срамота да отидеш да украдеш или да зезнеш другар, него е срамота да отидеш и да кажеш на стручно лице дека јас имам проблем и сакам да си го решам тој проблем. Значи признавањето на проблемот е првиот чекор кон решавањето. Ми се чини дека сега младите генерации се малце поотворени во областа на грижата за менталното здравје и дека не има баш толку многу срам да побараат стручна помош и поддршка, меѓутоа пак ќе кажам дека за секој проблем постои лице кое што е повеќе упатено во некоја си проблематика. Значи, многу е битно, сакам да кажам дека многу е битно кај кое стручно лице ќе се обратиш, затоа што имаме ние генерално проблем дека немаме сите ние пари по 2000-2500 денари да одиме на една сеанса кај психолог.
Значи, за да закажеме термин за на државно да отидеш на психолог, па јас ќе заборавам зашто сум сакала да отидам. Да, за жал. Ми се чини дека тоа е навистина ова е системски проблем. Значи ние не можеме за на оваа тема да гледаме индивидуално. Значи нема проблем таму само едно семејство. Значи има проблем цело општество. Да. И баш буквално треба многу посериозно да се пристапува, ми се чини дека веќе не да е дојдено времето, него страх ми е веќе да не пројде. Да, Јас сакам да додадам малце на темава. Значи, многу луѓе се двоумат за да побараат помош, баш поради стравот од стигмата од осудата и од правните последици понекогаш. Во текот на овој месец направивме истражување во рамки на кампањата Со пардон подржи не казнувај. И имавме ставови за дали луѓето не посегнуваат некогаш по помош, баш поради тој страв од полиција дека ќе бидат казнети или слично. И се покажа дека да, стравот од полицијата директно влие врз однесувањето на младите. Значи, дел од испитаниците изјавија дека самиот полициски контакт ги спречил да побарат медицинска помош или да пристапат до сервиси за поддршка. Само да кажам и дека ова е истражување од околу 50 испитаници, кои што специфично што биле во контакт со полиција. И повеќе од половина имаат изјавено дека поради страв од полиција употребуваат други на поскриени и поризични места. Да. Така да све тоа си носи сакав само затоа и полицијата може да ја помине таа обука на платформата за која што зборуваме, затоа што целиот систем е вклучен од повеќе алки. Сите тие треба да бидат вклучени. Кога сме веќе кај вас, Христина, дали кога и сме кај тие институции, дали и како нашите институции успеваат да го следат трендот со дрогите? Велите дека немаме drug checking платформи, немаме програма. Имаме ли начин, прават ли нешто институциите за да се следат овие промени кои што се менуваат од ден во ден? Пред да збориме за како ги следи новите психоактивни супстанции нашата држава и институциите во неа, сакам прво да збориме за како се справува со тековното масовно користење на стимуланси, традиционални стимуланси, односно амфетамин и кокаин, меѓу младите и помеѓу постарите. Значи имаме масовна употреба на тие супстанции, а во меѓувреме немаме никакви програми за никаква поддршка конкретно за стимулантни корисници. Имаме Центар за зависности кој што работи директно со опијатни корисници, кој што е со значителен недостаток на персонал и таму. А од друга страна, воопшто немаме ништо за стимулантни корисници. И некој да сака да побара помош, некаде нема каде, освен кај нас во ХОПС, во Центарот за рехабилитација и ресоциализација, да разговара со социјален работник, психолог и во советувалиштето на ХЕРО. Но тоа не е доволно за да се масовна употреба има на овие супстанции. И ние не успеваме никако, не ни се прави нешто во однос на тоа прашање и мислам дека да зборуваме за следење на трендови за нови психоактивни супстанции. Следењето на трендот, извините, нешто да се мешам. Со следењето на трендот е кај нас само преку МВР и полиција. Значи следењето на трендовите алфи вешто апсат мали деца, најчесто 120 годишни деца од клупи, и што ќе им најдат нефир, на тој начин само го следат. Тие податоци нигде не се објавени. Пример, ја верувам дека треба посетува Министерството за здравство да не информации. Не може токсикологија да не знае колку деца дошле предозирани или детокс им прави, че мора да има некоја информација таква. И па и од што? Значи правата крвни анализи, не е тоа податок. Јас немам сретнато од 2005-6 податоци за што прави на нашата држава, колку токсикологија нашата малолетници или колку полнолетни или колку машки, колку жени. На времето имаше некои такви не истражувања, валјда информација од статистики, статистики и МВР, да, ама нешто за нив и тоа 15 години може да кажам, ја не знам дали уопште има некој јавен податок. А кога сме кај институциите, Богдан, убаво ги споменавте токсикологија и воопшто здравствените работници. Како тие се вклучени во целиот процес? Во целиот овој процес што е зависел да треба да биде сеопфатно некој интегриран пристап каде што би требало невладин сектор и со повеќе институции, министерства да имаат соработки. Значи јас освен здравствени што ги спомнавме, не би ги оставил на страна Министерство за образование,
и Министерството за млади, како беше демографија и социјални политики. Значи мора биде и МВР, мора биде тоа тесно поврзано. Врзано ткиво кое што ќе функционира заедно. А ги Значи, споменавме училиштата дека некако не се имплементира доволно. Значи јас сум бил на некои тркалезни маси каде што на пример општина Карпаш само има се случајно да пријавиле, ова беше дете под социјален ризик, значи не е по дефолт корисник на дрога, него само 3 деца од цел Карпаш пријавиле социјален ризик. А гледаме по улица што се случи, значи у Шутка немале пријавено. Ова беше како напад од МВР представникот рече ако само ние уствари даваме информации социјални. На крај така моцемо беше. Да, но тоа не е вистинската слика. Не е вистинската слика. Затоа што сите се движиме, сите знаеме, сите имаме некој, сите. А искуството наше веќе 25 годишна организација и во светски други организации покажал дека тие репресивни мерки и мерки со казнување секогаш го дава спротивниот ефект. Низ годините покажале така што треба нешто да се направи поинак. Така. А ние како држава да речеме и можеме буквално да ископираме од други држави. Значи ние можеме од неколку држави да ископираме да направиме наш модел што ќе функционира буквално за нашиот менталитет. Од каде предлагате од каде би? Еве на пример би го спомнал јас како превентивниот модел за Исланд. Пример Исланд уште 90-тите години имале и тоа сериозен проблем помеѓу младите со користење пред алкохол и наркотични средства. И сега луѓето тамо рекле, значи ние нема сега да идеме со не користи дрога, вика тоа знаеме дека има негативни ефекти. Него ние сега треба да дознаеме зашто младинава посегнува по користење супстанци. И значи они тоа како го решаваат? Анонимни прашалници на годишно ниво прават по сите училишта, каде што предпоставам дека таму има прашања од типот си користел ли дрога, кај си користи, знаеш некој дека користи дрога, колку дена, кај го наоѓаш, што го наоѓаш, успут користиш ли спорт, идеш ли, те интересира ли спорт, и на база на тоа секоја локална самоуправа си прави истражување и детекција на ризици, како го тоа да го наречат, и на база на тоа одредуваат некои мерки и воспоставуваат некој систем на функционирање. И во некој, на пример, ако видат дека тука на пример некој сака да тренира спорт, а нема средства, значи они ќе му го дадат тоа град, значи општини веќе имаат организирано како ние што ги кажаме порано секции, воншколски секции, кои на пример цртање, глума, не знам, фотографија, спорт, после фудбал, кошарка, ракометен куп активности на планинарење, што треба општините да си ги преземат. Тоа е едниот модел. Друг и модел, начин да се дружат. Превенција. Другиот модел, значи тука по дефолт мора да се вклучат и родителите. Значи таму во училиштето во Исланд се нуди и како таа некоја бесплатна психолошка помош за ментално здравје во школите, каде што децата и тоа јас се заправо викам зошто ментално здравје во школите го добиваат таа поврзана со зависности. Значи, тоа што го кажа Ивана претходно што спомена, значи дрогата е последицата. Значи ние лечиме некој ментален проблем и посегнуваме по дрога. Значи решението е дрогата. Дрогата не е понекогаш не е наша одлука. Значи во тие школи да се дополнам има и родителски советувања, каде што родителите на децата ги носат и на пример на тие советувања најверојатно ги запознаваат како да препоренеш тинејџер што користи супстанци, како да му придете на тинејџер што користи супстанци, како да препознаете, не знам, насилство. Но секој треба да биде едуциран, тоа сакам. И родител да може точно, а не како кај нас да го фатат на со марихуана да го препишат хелекс. На крај да досага по сите можни психијатри, за да дојде до крај да му препишат хелекс на неговото дете. Не треба така. Затоа е важна едукацијата и кај родителите. Предпоставувам Ивана, каква е идејата? Не се докажа. Значи во Исланд, освен овие што имаше ментално здравје, како што кажам, советување за родителите, они тука организираат еден вид на врстничка едукација, што луѓето сватиле дека не може двајца полицајци во униформа да дојдат да изборат на дроги. Значи не иде тоа така. Значи врстничка едукација значи или ќе биде, ја не викам дека нека дојде полицајец, ама тој полицајец треба да биде со Богдан во тим, со Тина во тим, со некој глумец што го сакаат млади, не знам, Биби, Боби да дојдат. Сега не знам, измислувам работа, дека тој пристап, тоа е таа врстничка едукација каде што пример кога дојде глумец, уметник, некој поприфатлив од младите и да им ги пренесе информација. Зашто јас униформирано лице кој ќе ги исплаши. Да, и сите дроги ни беа вака, сега јас го памтам кога ја бев средно, сите вака дроги тука кој без заби, кој без нози, сите во еден куп стаени. Не е така, не е исто кокаин, марихуана и хероин. Значи сите те имаат свој посебни специфики и ризикот према себе и према обществото е различен за супстанци. Ивана, каква е идејата со платформата? Велите дека е достапна секому, но дали вие како иницијатори за оваа платформа во Македонија имате идејата да ја доближите до училиштата, затоа што велиме дека ете тука е клучниот проблем. Веќе сите тројца се согласивте со тоа. Имате ли идеја да влезе таа во училиштата, да бидат едуцирани наставниците, професорите? Апсолутно, ми се чини дека веќе ХОПС организираше некои
Како беа едукативни работилници или беше Па баш беше, мислам, нешто као персоналот од училиштето. Така, да. Моментално се работи Моментално, на Обуки. регионално, на цела Македонија, сите 8 региони се зафатени, на превенција во средните училишта и се работи специфично со наставниците. да, Се 108 училишта ќе бидат опфатени. Да, меѓутоа сакам исто да кажам дека некако вака, значи невладиниот сектор генерално треба да биде коректор на нештото, значи да ги каже кои се ризиците, да помогне во превенција и посочи. така. Да. Меѓутоа работата и најголемиот проблем е што сите овие иницијативи се проектни. Значи не се вклучени во ниту една систематизација. Можеби они се напишано, меѓутоа нивната реализација е па еднакво на нула. Значи супер е ова што има вклучено 180 стручни лица и така натака, меѓутоа овој проект ќе заврши и тоа е тоа. Штама. Невладините организации ќе немаат пари за да може да го продолжат, затоа што за тоа треба ресурси, професионалци, време и така натака. Меѓутоа, како и да е, да се навратам треба, сакав да кажам дека системски треба малце повеќе да се реши, значи И да се уклучат експерти во тоа, а не да Да. Министерство за социјала ни кажува како треба ние да работиме нешто, што работиме 26 години, според нивни стандарди и услови автоматски не течат работите како што треба. Не треба да е така. Да, сакав да речам дека како и употребите на други што се менуваат новите психоактивни супстанции, треба да се адаптира и пристапот на стручниот тим. Значи секое училиште си има свој стручен тим, меѓутоа тој стручен тим на вистина треба да биде добро обучен. И сега ова на вистина е многу добра можност за сите оние кои што сакаат да работат на оваа тема, на превенција и така натака, да си ја поминат обуката, која што како што напоменав сега повторно да не се повторувам, значи е бесплатна, може да се пуштат кога сакаат, каде сакаат, си добиваат сертификат со истата. И е многу добар начин за да се препознаат сите овие нови психоактивни супстанции, па како да пристапат стручните лица, пошто они се на коридорот како. И покрај тоа што сте млада личност имате долгогодишно искуство токму на оваа проблематика, без да откриваме лични податоци, ќе сакате ли да споделите со нас некој пример кој што ви оставил силен впечаток, нека биде успешен, пример на корисник, на семејство кое што ве допрало вас лично и сакате да го споделите како една охрабрувачка приказна. Да, јас додека работев во ХОПС, ќе го кажам овој пример до тогаш, бидејќи сега веќе не работам на друго место и не знам што се случило. Стануваше збор за една млада мајка која што користеше психоактивни супстанции и имаше еден турбулентен развод на брак, каде што се наоѓаше во многу безизлезна ситуација, практично ставена сама на себе. Детето за жал беше еден период кај таткото, па еден период кај незе, она остана без работа и така натака, си додека не дојде до нашиот центар. Имавме долг период на транзиција, па ми се чини дека околу 5-6 месеци. Мене практично од секогаш ние уште додека работа во ХОПС не било пред се да се зајакнат капацитетите на самата личност. Значи не само кога ќе дојде и кога ќе сподели дека нема работа, да биде ај се да бараме работа, него прво да си се сосредоточи самиот со себе, да види кој му е приоритет. Не можеме сега да бараме работа ако он нема каде да спие или нема лична карта и така натака. Значи се е тоа еден тек кој што треба и чекори кои што треба да си ги помине. Она посетуваше редовни сесии кај психологот. Беше препратена кај психијатар, каде што и беше дадена соодветна медикаментозна терапија. Жената си најде работа по тоа, си ги среди односите со ќерката и многу е добро што например невладиниви организации се поврзани едни со други, па ние доколку не нудиме еден сервис ги препраќаме до други, дали советувалишта за деца, за родители и така натака. И се додека бев таму, пак ќе кажам, тоа си беше еден фин позитивен пример за тоа како може да се избориме кога ја имаме правилната поддршка, вистинската поддршка и желбата да го надминеме нашиот проблем. До тогаш жената си беше
окей, во ред и малтене малци и се среди животот. Да, и Сега сигурно добила и понатака, самодоверба и апсолутно, да. се тоа влие понатаму. Добро е да се слушнат вакви примери, значи може да се излезе од Ги има многу, на од вистина кошмарот Може. кој што се живее, може да се излезе. А Христина, како да се намали стигмата за зависностите? За стигмата, за зависностите се намали, првично треба да прекинат луѓето кои што употребуваат дроги да се третираат како криминалци. Односно, пак ќе се надоврзам на истражувањето од Support Don't Punish, односно подржи не казнувај. Сликата беше застрашувачка. Дел од испитаниците пријавија вербална агресија, речиси половина добиле закани и дел од нив им се имаат соочено и со физичко насилство. Во меѓувреме 88% од сите испитаници не го пријавиле настанот. Не пријавиле дека се случило ништо што дополнително кажува на стигматизацијата и угнетувањето на луѓето. А во меѓувреме не се нуди никаква алтернативна форма на поддршка на лекување доколку е во активна зависност или слично. Значи стигмата нема да ја снема се додека борбата против дрогите се води со луѓето кои што употребуваат дроги, а не со мрежите кои што профитираат од нив. Или исто така и да се користат луѓето кои што употребуваат дроги дополнително да добиваат закани за да се стигне до некои од тие мрежи. Се додека тоа се случува, стигмата ќе постои меѓу нас. Богдан, би сакала вас да ве прашам, познато е за многумина кога сме кај лекувањето на зависниците, дека често прибежиште се манастирите низ наша земја. Да, се случува. Дали тоа е единствениот излез или постои и друг? Па, види, тоа е еден од излезите, да речеме. Значи, окей, тоа треба да постои, значи, ама не сите луѓе сакаат на тој начин да го бараат изглед. Не за сите духовни, не може да сите тоа го издржат. Манастирите е многу добар модел као одредени профили на луѓе, што тој им одговара, бидејќи да отидеш во манастирот мора да исполнуваш одредени услови. Као првиот услов е, например, да бидеш стабилен, да не инјектираш терапија, нели, да пиеш терапијата, не ја злоупотребуваш. Другото, кога отидеш тамо ти е забрането пиење алкохол, пушење цигари. Сега нешто апчиња може нека на почетокот ти даваат, меѓутоа во главном е некако треба да си цврсто решен и да се движи според насоките кои што ги дал отец Силиван или било кој таму отец да ги води. Меѓутоа има многу луѓе што стварно помогнале и свака им част на Бигорски што преземаат ваква одговорност. Од една страна и Рајчица е женскиот манастир, од друга страна што горе доле ги имаат изите активности. Има и други активности, има на пример и Покров, постои кај нас во Струмица тераписка заедница која исто така е на религиозна основа, како да кажам, малце направена, бидејќи прво финансиите се од црквата таму во Струмица, делот им го даено. Знам порано дека и они има миса на дневно ниво, сега дали тоа уште функционира, не знам. Значи таму не сум сигурен дали уште е како што беше, кој што слушаш. Сега се пак во обетчења дека и коцка и алкохол има веќе ставено таму луѓе и малце се изгубена поентата, барем од луѓе што се таму. Бидејќи на Покров моделот е многу добар, они имаат као своја градина, значи одгледуваат домати. Работат. Работна терапија. Во Бигорски тие приготвуваат, те служат со храна. Има пекара, па разнесуваат пекара, значи скроз добри активности. Се социализирани, што е многу важно. Меѓутоа и тоа беше знам од Министерството за млади, за социјална политика финансирано, оваа година не е финансирано. Со тоа што значело дека ако чимо не го финансира дека за одредени клиенти они би покриле средства. Што се плаќа. Сега не знам 250 евра или како беше. Ама имаше опција да не знам до колку клиенти да ги покрие државата. Сега таа опција нема. А другото е како што спомнавме на неколку пати на тој што ќе има средства ќе се плати психијатар соодветен и најверојатно ќе добие соодветна терапија, а тој што нема доволно средства ќе тропа само различни врати, најверојатно сите тие врати нема бидат отворени на крај. И он само ќе се подлабочи проблемот, ќе продлабочува и на крај се надам дека резултатот нема да биде затвор, што е многу нив на крај резултатот затвор, зашто тоа е негде и логички. Јас ако отидам и на сите врати тропками ми затворени, само врата на криминалот ми е ширум отворена,
најверојатно ќе влезам во таа врата, па макар да сум пробувал да не влезам со години таму. Во одреден момент ќе влезам, зашто самото општество ќе ми истурка таму. И повторно се враќаме на тоа што претходно го споменавте, дека тие луѓе треба да имаат некаква анимација, спорт, слободното време да се исполни, нешто да се случува со нив. Завршни зборови од вас, ми беше прекрасно друштво, но привршуваме и да финализираме на некој начин на темата. Што најмногу и недостасува на Македонија, Христина? Превенција, едукација или поддршка? Што би одбрали? И еден завршен збор и една порака како да се поправиме сите ние во оваа тема? Вака. Јас би кажала дека не недостасува од сите три подеднакво. Односно, и оваа година уствари добра година за тоа, затоа што 2025 заврши националната стратегија за дроги и оваа година треба да се изработува нова 2026. Што може многу да помогне за еден координиран пристап помеѓу институциите и исто клучно нешто што ќе кажам како најмногу што недостасува е националното координативно тело за дроги, кое што би можело да ги координира сите овие аспекти. Вели како да комисија за дроги, како име да треба нешто да постои. Имало порано национално координативно тело за дроги, сега веќе тоа не постои со години. Така да мислам дека со донесување на едно таква институција, да кажам, би се решиле многу од работите. Секако доколку активно работи на темата и доколку се базира на научно докажани пристапи за поддршка и за борба со оваа тема, да кажем. Богдан, важна ли е меѓународната соработка за оваа проблематика и како ни помага? Секако дека е важна. Мислам дека сам добро после за Тина, имам некој дел да ќе го поставам за прашање, меѓутоа важна е најмногу делот на размени на искуства. Бидејќи најчесто меѓународните проекти, па поготово Ерасмус и бараме некој партнер што ќе биде конкретно во овој проект, што беше исто финансиран Ерасмус проект. Имаше португалци кои што они имаат развиено драг чекинг сервиси. И наше многу големо богатство беше лично да имаме тамо, да не едуцираат, да не го покажат. Сега не знам дали бевте на фестивал. Не. Не. Добро, некојаш може ќе има шанса зависи од проекти на фестивал да видите како иде тоа на лице место тестирање. Например, Словенија исто има драг чекинг со лабораторија, исто таму тоа е многу големо искуство, како тоа иде лабораторијата, од кај се влага, што се влага, што дознава, како го открива, на кој принцип работи. Ние искуство што го даваме од терен, ние сме организација што 25 години има сервисни активности каде што нашите искуства ги споделуваме, зашто искрено направиме моја ние може да немаме сега драг чекинг сервис и early warning систем кај што нели објавуваме ризични супстанции, меѓутоа можеме да бидеме сигурни дека тоа што има во Германија ќе дојде тука. Ако не денес ќе дојде утре, значи еден куп луѓе носат идат по фестивали во Германија носат од таму супстанции точно и знаат што е. Таа нова психотропна супстанца што Тина вика да ние немаме податок, меѓутоа имаме податок дека некој дошол од од Албанија од фестивал и донел некој ЛСД што не е ЛСД. Уствари некоја замена за ЛСД или земал некои таблети, пико, мико или какви да се некои, како беше ова ММ1, ММ2, што се такви варијации на МДМА таблети. Така има многу. А другото, сакам сега да се надофрлам ако може да одговорам на прашањето за Тина, ќе го постави последната. Ајде. Јас како би го решил проблемов за овие сите три, например, ја генерално би легализирал сите супстанции, тоест би ги регулирал. Малце легализација според мене може да грешен термин, што легализацијата луѓето замислува дека кидеме ние ќе се дрогираме по улици, ќе се влечеме, ама е скроз противно. Значи легализација значи регулација на супстанции, кај што точно се знае кој произведува, кој купува, на кој места купува, на кој места конзумира, во кој часови конзумира. Тоа е едниот сегмент, а другиот сегмент е што на пример ќе се развие овој early warning систем, че како нешто легално, ти автоматски лабораториите ги ставаш во погон да тестираат супстанции, веќе знаеме дека МДМА од конкретно магичните печујки ЛСД лечат постуматски синдром. Тоа веќе не е тајна, во Америка е легализирано во некој куп држави. Канабисот исто знаеме за какви последици може има за болни од рак. Така да а тоа кај нас е забрането сега да се истражува и се испитува со самиот закон, зашто ние имаме закон за извоз. Да. Значи јас за тоа би направил регулација комплетна, значи сите супстанции, не би ги ни одвојувал, да речеме сега само канабис, не кокаин, све. Значи све, ама све точно. Например, у аптека, идам кокаин да купам во аптека, така би го направил, купам во аптека, каде што ти со таа картичка мора да има нешто, нели, нема, мора се пријавиш негде да би ја заведе. Каде што ти не можеш да земеш поише од грам,
не знам, поише од 2 грама, ако да фатат на малолетно дете кога даваш 10 години затвор. Јас на тој начин би го рекол, зашто мислам дека се што е забрането е посладко. И младинава посебно поработите што се најчесто забранати, зашто они не се свесни на последиците. Они ќе бидат свесни само биде касно, младот. Да. И Ивана, ваш завршен збор, како вие би го решиле, што е она каде што треба да се превенира во државата првично за оваа тема да не ни биде веќе стигматизирана и да немаме толку сериозни бројки, па и дозвола за појавување на нови типови на други на пазарот? Други секогаш имало, јас мислам дека никогаш нема да престане да ги има, исто и луѓе кои што ги конзумираат, меѓутоа јас генерално мојот стручен профил би работела повеќе на превенција, особено на превенција во училиштата. Би работела на намалување на стигмата кај стручните лица во клучните институции, како центрите за социјална работа, како МВР, како здравствените институции и така натака, и другите сродни институции владини. Најмногу би работела, пак ќе кажам, на превенција, затоа што е многу поевтино финансиски нештото да се спречи отколку да се лечи. Значи тоа е стара народна, меѓутоа е многу вистинит. И уште ова повторно сакам да го споделам дека навистина е многу битно сите информации во однос на нови психоактивни супстанции, во однос на превенција, во однос на пристапување на малолетни корисници, па и полнолетни корисници на други, е битно да располагаме со навремени точни информации, точно да знаеме како да пристапиме, а ова е навистина на платформата на навистина многу битна алатка и добра можност за тоа да го добиеме малтене без пари, а да знаеме нешто што не го знае па повеќе од 80% од населението. Друштво, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам на тебе.